Време е за утринската тема и она кое што е актуелно и во овој период, ако се поврзаме на конференцијата која што се одржа минатата недела во соработка со Министерството, во организација поточно на Министерството за социјална политика, демографија и млади и УНИЦЕФ. Инаку конференцијата Ран почеток, трајни придобивки, градинка за секое дете е настана на кој што беа презентирани наудите и препораките од анализата за иновативни модели на финансирање на предучилишното воспитание со цел да се прошират услугите и да се овозможи поголем опфат на децата, особено на најранливите категории. И сметавме дека е добро како повод пред се оваа конференција, но и она кое што е општествено важно, а кога се поврзува со младите или со децата за обезбедување на еднаков почеток и подобра иднина за најмладите, што точно значи инвестирање во раниот детски развој, трошок или најисплатива инвестиција, која или каква треба да биде нашата перцепција, еднакви можности за секое дете и како до поинклузивен пристап. Ова се нашите теми, а се разбира за сето ова во утринска нателма, во моментот во нашата тема или не во нашето студио ни гостуваат Вера Кондик-Митковска, специјалист за образование во УНИЦЕФ, Стефан Кливановски од Асоциација на приватни градинки Полет и Александар Николов, специјалист за социјална политика исто од УНИЦЕФ. Добро утро и добро дојдовте во утринска нателма. Добро утро. Ви благодарам за вашето гостување, односно за вашето присуство утрово. Имаме можност да зборуваме на оваа важна тема, особено секој од вас во својот домен или во секторот во кој што работите, но во овој случај за една добра или позитивна иницијатива, нешто кое што навистина е потребно кај нас. Ако зборуваме за обезбедување на место во градинките за секој дете, нешто што за жал сега во моментов и го немаме, односно недостасува, и важноста на таа инвестиција во предучилишната возраст пред да се започне со образовниот систем. За токму таа важност може да биде нашиот вовед и нели како едно објаснување зошто тоа се прави или се оди во оваа насока, УНИЦЕФ ја дава својата поддршка. Така. Предучилишното образование е исклучително важно за развојот на детето, затоа што тоа го постава основата за понатамашниот негов живот. И токму заради тоа многу е важно секој дете да има пристап до квалитетно предучилишно образование. Затоа што во периодот од раѓањето па до 5-та година мозокот најбрзо се развива. И тогаш во една секунда околу милиони оние невроврски се случуваат и како резултат на тоа детето ќе има навистина голема можност понатаму и подобро да учи и да се социализира и да има навистина добар почеток за понатаму. Исто така истражувањето покажува дека деца кои што се вклучени во рано учење и развој, тие понатаму имаат и подобри постигања на училишта. И не само во основното, туку и во другите нивоа на образование. Ние учествуваме исто така во ПИЗА и следиме да видиме колку нашите деца кои што се вклучени во предучилишно образование имаат подобри резултати и постигања. И она што покажува е дека децата кои што биле вклучени година и две во предучилишно образование, потоа покажуваат дека имаат дури година и две подобри резултати од оние кои што никогаш не биле вклучени во предучилишно образование. Токму заради тоа сметаме дека навистина секое дете треба да има пристап до квалитетно предучилишно образование. Да, но ние знаеме дека состојбата е поинаква, поточно дека секој дете нема пристап и од тука е исто така добро да ги потенцираме и пречките, односно зошто е тоа така, зошто одредени деца се спречени да посетуваат градинка во државава. За жал во Северна Македонија не постои доволно развиена инфраструктура на градинките. Државата инвестира интензивно во изградба и адаптација на нови објекти на јавните градинки, меѓутоа тоа не е доволно. Само за илустрација, само 1/3 од детска популација на возраст од 0 до 6 години оди во градинка. Тоа значи дека негде околу 79.000 деца немаат можност да бидат вклучени во тој систем што ќе им обезбеди услови за подобар успех понатаму во животот. Главните причини се пред се фактот што се потребни големи финансиски средства за изградба и за адаптација на објекти да се пренаменат во градинки. Таквите процедури на државата ја одземаат доста време во поглед на јавни набавки, проектирање, процедурите сите потребни за да се изгради еден објект. И дополнително тоа е доста скапа инвестиција. Значи секоја година државата издвојува по неколку милиони евра за изградба на нови објекти. Меѓутоа тоа не е доволно за да се излезе во пресрет на поборовачката. Во моментот има околу 5000 деца кои што се на листа на чекање за јавните градинки.
Она што е специфично и што ни укажи на некој дополнителен проблем е што во земјата има многу малку приватни градинки. Значи само околу 7% од децата се запишани во приватни градинки пред се поради финансиските бариери. Значи многу малку родители може да го платат целосниот трошок што е потребен за посетување на приватна градинка, што е доста различно од соседството, земји како Србија, што е доста различно од земјите членки на Европската унија, каде што околу 15 до 35% од детската популација посетуваат приватна градинка. Разликата таму е во цената или во стандардот? Па да, разликата во стандардот секако е присутна, меѓутоа она што е клучно е што тие развиени држави исто така издвојуваат средства за да го субвенционираат одењето на децата и во приватни градинки. Кај нас тоа не е случај, нема таква поддршка на приватните градинки. Државата ги поддржува само јавните градинки и како резултат на тоа со експанзијата на овој сектор на јавните градинки не може да се задоволи доволно брзо побарувачката. За разлика од тоа, приватниот сектор е малце подинамичен. Ако се обезбеди ваква поддршка, може да се очекува дека значително во наредниве години ќе се зголеми бројот на деца запишани во приватни градинки. Така е. За иновативните модели кои што беа представени на пресконференцијата, се разбира ќе позборуваме во продолжение, но ќе го вклучиме и Стефан како представник на Асоциацијата на приватни градинки, бидејќи веќе ги споменавме важноста на учеството нивно во сето ова, односно поддршката која што би требало да ја дадат со оглед на фактичките податоци или состојбата колку нашите граѓани се во можност да ги испратат децата во приватна градинка или тој мал процент, тогаш приватниот сектор веројатно со својата поддршка тука би требало да има навистина голема улога. Како размислувате вие, Стефан, ова прашање во координација со останатите членови на асоциацијата или претпоставувам собственици на приватни градинки во однос на поддршката да се направи нели една да се поддржи оваа иницијатива и да имаме навистина она кое што секој дете го заслужува, тоа е градинка за секој дете. Секако, значи за голем поздрав е самата идеја и нели целата поддршка која сакаат од страна која имаме од страна на сите институции. Најважната порака која што беше нели како заклучок на целата конференција беше дека државата не мора да го сноси целиот товар за инвестиции во инфраструктурни инвестиции за создавање на нови капацитети и јавни градинки. Приватните градинки сами по себе веќе имаме знаење, капацитети, можности да отвориме и да обезбедиме капацитети за што повеќе дечиња со цел партнерски, значи да го скокнеме заедно со јавните градинки да ја постигнеме целта, односно градинка за секое дете. Така што мислам дека целиот проект е за голем поздрав и дека истото ќе придонесе многу добро за сите дечиња. Да. Ако зборуваме за оние деца кои што за жал не посетуваат градинка од разни причини, тогаш добро е да ги разгледаме и тие категории. Кои категории на деца најчесто остануваат без посета во градинка, односно без тој подготвителен предучилишен период? Да, од анализите кои што ги имаме правено, најголем практично пристап до предучилишно најмалку има децата роми, кои што само 7% од вкупната ромска популација на деца се вклучени во предучилишно образование. Исто така децата кои што доаѓаат од сиромашни семејства, бидејќи иако на нас не се чини дека она партиципација која што родителите ја имаат од 2000 до 2500 денари во зависност од која општина живеете, изгледа мала, сепак за семејства кои што живеат на минимална гарантирана помош или немаат доволно средства, тоа е навистина голем издаток, особено ако имаат повеќе деца. Понатаму исто така децата со попреченост не се вклучени во доволен број. Само 20% од децата со попреченост се вклучени во предучилишно образование. Исто така, оние деца кои што живеат во руралните средини, бидејќи не секаде имаме пристап до предучилишно образование, имаме општини каде што воопшто нема капацитети за предучилишно образование, така што овие деца немаат пристап. А исклучително важно е, особено за децата кои што ги напоменав сега, да имаат пристап до рано учење и развој, бидејќи, како што реков, придобивките од раното учење се навистина големи, особено за овие деца. Да.
Ако зборуваме за анализите на иновативните модели на финансирање на предучилишното образование, како и од она кое што беше заклучок на самата конференција Градинка за секое дете, делумно споменавте, Александар, во однос на споредбата со регионот и што е она што би требало да се вметне или да постои кај нас, но кога се прави таа анализа на иновативни модели и кога би требало да се спроведуваат во пракса, тогаш што кажува тоа или едно образложение? Она што го гледавме како примери од другите земји и од соседството и пошироко од Европската Унија се начините на кои што се обезбедува ваквата подршка на приватниот сектор за да ја задоволи побарувачката на родители кои што сакаат да ги запишат децата во градинка. Постојат повеќе модели, еден од најпопуларните модели е модел кога на домаќинствата им се даваат ваучери, со кои што ваучер може да го запише детето во градинка и да ги покриете оние редовни месечни трошоци за партиципацијата што ја спомна Вера. При тоа, таквиот модел подразбира дека ќе имаме некако фокус кон ранливите домаќинства, токму овие групи кои што ги спомена Вера, меѓутоа во нашата земја ситуацијата е малце покомплексна затоа што само третина од детската популација запишана ќе треба и да речеме и оние што во средната класа на некој начин да бидат поддржани со ваквите ваучери. Оно што е специфично при тоа, износот на поддршката ќе зависи од состојбата на домаќинството и материјалната состојба, колкава им се приходите, некои други ознаки на ранливоста, дали се дел од ромската популација, дали имаат дете со попреченост или можеби се во средина, во општина во која што нема воопшто јавни капацитети и јавни градинки. Тоа значи дека во просек заложбата на Министерството би било за социјална политика, демографија и млади, кој што е предводник на ваквата реформа, да покрива околу 50% од трошокот за посетување на приватна градинка, меѓутоа во пракса дел од поранливите домаќинства би биле целосно ослободени од праќање на таквата партиципација. Оние што се од средната класа, ако може така да се каже, би имале некој повисок процент на партиципирање во трошоците, а другиот дел би бил покриен од државата. Оно што е исто интересно како модел што е присутно во европските земји е поддршката од страна на работодавачите. Значи компаниите да обезбедуваат дали директно услуги за децата на своите вработени, значи да имаат собствена градинка, или пак да соработуваат со други приватни градинки, каде што може да ги покријат дел од трошоците што би ги имале вработените за да ги запишат своите деца. Во таквиот модел, оно што ќе се случи, ќе се олесни товарот кој што останува да го покријат родителите. Значи, доколку државата кофинансира во просек околу 50% од трошокот за посетување приватна градинка, и доколку работодавачот покрива дополнителни, можеби 20, можеби 30, во некој случај 40% од тој трошок, за родителот ќе остане многу мал дел да покрива, околу 10 до 20% од партиципацијата, што значително би го зголемило, како да кажам, финансиската достапност на оваа услуга за поширок круг на семејства. Она што е важно да се напомене дека ние не заговараме дека треба да престане експанзијата на јавниот сектор. Експанзијата на јавниот сектор секако треба да продолжи и тоа е незаменливо, посебно во помалите средини, рурални средини, тие што имаат мала популација, каде што веројатно приватниот сектор не би имал доволен интерес за да креира посебни објекти или групи. Меѓутоа велиме дека треба да се одвива таа експанзија паралелно, значи да продолжи со досегашното темпо експанзијата на јавниот сектор, и таа е недоволна. Податоците кажуваат дека ако се оди со ова темпо ќе не треба околу 23 години да ги постигнеме зацртаните цели. И таа експанзија да се надополни со јавниот сектор кој што може во релативно пократко време да обезбеди експанзија односно креирање на дополнителни места, затоа што не вложува во изградба на нови објекти, туку адаптира веќе постојни објекти кои што се реновираат и опремуваат и едноставно се отвара градинка. Да. Но и за ова кое што е сегашна иницијатива за која што зборуваме, исто така треба време и тоа е процес. Значи целата таа соработка со приватните градинки, значи согласноста која што ја имаат, но за со секоја градинка посебно. Работата во целина, за работата со државните градинки, односно градинките во јавниот сектор, со приватните градинки, за нивната соработка и сето тоа, и тоа е процес за кој што треба време. Да, помалку од ова кој што го споменавте во однос на тоа доколку се продолжи само со изградба или градинки во склоп на јавниот сектор би било многу, но која е вашата прогноза, колку време е потребно за ова да се спроведе во пракса?
Прогнозата е врзана со националните цели кои се утврдени во стратегијата за образование 2026-2032 година, каде што е зацртано дека ќе се зголеми офатот на деца во градинка до 65% од децата на таа возраст да бидат запишени во градинка, заклучно со 2032 година. Тоа го земавме како една цел што има зацртано владата и со овие анализи и препораки настојуваме да утврдиме кои се модалитетите како да се стигне до таквата цел. Таа цел е доста амбициозна, затоа што треба реално да се дуплираат капацитетите на градинките. Меѓутоа, доколку има посветеност и доколку се издвојат доволно финансиски средства, е остварно. Може, Стефан, во однос на соработката со нели там меѓусебна соработка помеѓу државните и приватните градинки, каква е досега по потреба, кога би требало и каква би требало да биде кога нели ќе бидете дел од овој проект? Па добро, ние конкретно со приватните градинки, со државните градинки и немаме некоја меѓусебна соработка, но мислам дека нели од овој момент натака и требаме и мораме да почнеме, најбитно за доброто на децата. Пред се тука би изведил дека може да имаме некаква соработка во однос на кадарот, каде што ќе го обучуваме кадарот и ќе гледаме како можеме да го задржиме квалитетниот кадар во нашите градинки. Да. Таков тип на јавно-приватно партнерство треба да значи и заедна соработка и со Министерството, со јавните градинки, со општините и како што и сега нели со УНИЦЕФ. Преку овакви проекти, преку овакви соработки да овозможиме тоа што сите го сакаме, односно градинка за секој дете. Така е. И покрај нели ослободувањето на места, односно создавањето нови места во градинките, апсолутно е важно и квалитетот кој што ќе го добие секој дете или тој квалитетен пристап, заради тоа што и секој дете го заслужува тоа, но исто како велиме и тоа е инвестиција или процес кој што и има свое време траење, но и се разбира труд. Тоа е една организација, но како секој дете би добило квалитетна услуга. Па гледате, квалитетното образование, клучно е да децата бидат вклучени во квалитетно образование, затоа што ако сакаме подобри постигања, не е само да го вклучиме детето во образование, во предучилиште, туку тоа треба навистина да биде квалитетно предучилишно образование. И оваа експанзија за која што зборуваме мора да оди чекор заедно со подобрување на квалитетот. Да. Кога зборуваме за квалитетот, тогаш зборуваме за квалитетот на програмата за рано учење и развој. Тоа е една перспектива и колку наставниот кадар, односно воспитувачите и кадарот во градинките е вистински стручен да може таа програма да ја имплементира. Програмата која што во моментот ја имаме, таа е изработена пред 15 години и во моментот заедно со Министерството за социјална политика, демографија и млади, со бирото, како и со факултетите, педагошките факултети, работиме на нова програма за ран детски развој, така што во овој период се менуваат исто така и стандардите, бидејќи овој временски период ни покажа дека навистина треба да има промени и особено акцент се става на учење преку игра. Затоа што така децата најдобро учат, така ги создаваат оние неопходни социјоемоционални вештини и се она што е потребно за детето да може навистина да напредува. Од тука, значи покрај тоа што ќе изработиме програмата, ќе работиме и на обука на целиот кадар во предучилишното образование и како што рече Стефан, важни се јавните градинки, меѓутоа тука треба да бидат опфатени и приватните градинки за да можеме да обезбедиме квалитетно предучилишно образование и во јавниот и во приватниот сектор. И тука нема да изоставиме, се разбира, поддршката која зборува, односно се однесува на инклузијата на децата со попреченост во градинките. Така. Тука УНИЦЕФ исто така дава поддршка. Ние во областа на инклузијата, значи работиме особено од аспект на креирање на политики. Тоа значи да обезбедиме приоритетно запишување на децата кои што се како децата со попреченост, ромските деца, децата кои што доаѓаат од сиромашни, исто така да се намали партиципацијата или воопшто да не плаќаат партиципација за да имаат поголем пристап
Понатаму, особено кога станува збор за ромските дечиња, ромските медиатори се многу клучни за да може да пристапат до семејствата, да може да ги донесат во градинките. Значи, сите овие работи на ниво на политики се исклучително важни. Кажав исто така во однос на јакнење на капацитетите на вработените за да можат да работат. Оние ресурси кои што ги креираме, како што се голем број на игри, прирачници, секогаш во тие материјали гледаме тие да бидат и соодветно да можат воспитувачите да ги прилагодат на потребите за секое дете. Така што од сите овие аспекти работиме за да обезбедиме што е можно подобра инклузија за сите деца. Улогата на општините тука исто така е клучна или доста важна во обезбедувањето на поголем опфат на деца во градинките. Како се вклучуваат општините, поточно што би требало или која е нивната улога и одговорност? Општините се клучни затоа што тие се фактички и носителите на системот на јавните градинки. Значи тие управуваат со јавните градинки покрај тоа што средствата за обавување на дејноста ги добиваат од централната власт преку Министерството за социјална политика, демографија и млади. Од тука тие секако имаат улога во финансирање на нови објекти за јавните градинки и за подобрување на условите и обезбедување на доволно кадар во градинките. Оно што може да го направат во поглед на кадарот е да го поврзат овој процес со оптимизацијата на мрежата на основни училишта, кои што исто така се под општините. Во скоп на таа оптимизација се прави спојување на малите паралелки, спојување на помалите училишта, што значи дека се ослободува дел од кадарот што претходно бил ангажиран во основното образование. И од тука општините во соработка со централната власт може да работат на доквалификација на тој кадар што се ослободува со процесот на оптимизација на училишната мрежа, за да може да премине во градинките и да ги задоволи потребите, незадоволените потреби за кадар. Во јавните градинки има процека дека недостатуваат околу 1000 воспитувачи и негователки. Така да дел од овој кадар може да се задоволи со процесот на оптимизација на училишната мрежа, а се разбира останатиот дел од кадарот ќе биде потребен и на приватниот сектор, на приватните градинки, доколку се оствари оваа иницијатива да се државата да партиципира во трошоците на приватните градинки. Она што исто така е многу битно што може да го направат општините е да лоцираат соодветен општински простор, јавен простор, кој што ќе може да го користат приватни даватели на услугата. Таквата пракса веќе има на централно ниво во поглед на услугите на социјална заштита. Ако се прошири на услугите за градинките, ќе им улесни многу и на приватните оператори да ги прошират побрзо своите капацитети. И дополнителна работа која што може со која што може да предонесат општините е со размена на искуства помеѓу јавните и приватните градинки во насока на подигнување на квалитетот и во примена на добрите практики и од јавниот и од приватниот сектор. Да. Стефан, колку сметате дека токму таа примена или искуство и на градинките од јавниот сектор, поточно државните градинки, со оглед на поголемата бројка на деца и со оглед на искуството кое што ги имаат, би можело да придонесе во подобрувањето на работата, поточно функционирањето кога во тој случај би имало повеќе деца и кога државата сака да го спроведе нели овој проект и да се реализира градинка за секој дете, што е она кое како представник од приватниот сектор би била ваша идеја за подобра или поуспешна реализација? Па јас би предложил неколку конкретни мерки кај што самото кофинансирање кое што нели станува збор на тема на мојавет денеска е многу важно да се воведе затоа што приватните градинки се тука да донесат квалитет, добра услуга за родителите, меѓутоа самата партиципација која што родителите ја плаќаат во целост е веќе доста висока и се помалку луѓе може да си дозволат да посетуваат приватна градинка. На овој начин би се зголемило фотот и истата услуга би била расположлива за поголем број на луѓе. Од друга страна, за тоа се да биде одржливо, мораме да имаме некаква долгорочна рамка за тоа како нели ќе се одвива и во понатамошните години и како самиот проект би се развивал, односно како се повеќе и повеќе би се опремиле се повеќе и повеќе простори за нови капацитети, односно нови деца.
Секако искуството кое што го имаат јавните градинки е многу поголемо од тоа што ние како приватни градинки го имаме, затоа што и самите по себе постојат подолг временски период. И значи да има соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор посекако. Помош од општините и од која била страна во однос на финансиски или просторен аспект би била секогаш добро дојдена. Меѓутоа главната порака е дека приватните градинки се тука за да бидат партнер на целата приказна и да овозможиме секое дете да има еднаков старт во животот, затоа што сега пример има некои дечиња кои што и родители кои што сакаат да ги запишат своите дечиња, меѓутоа немаат со тоа децата пред се немаат еднаков старт. А главната порака исто така е дека инвестирањето во предучилишното образование не треба да се гледа како трошок, треба да се гледа како инвестиција во државата. Затоа што секое се покажало дека секој дете кој што од раните години посетува градинка, општо дали е приватна, јавна, не е важно. Понатака следува поголеми успеси во адолесцентниот живот. Така што со тоа значи дека би имале поголемо бруто домашен производ, посилен бруто домашен производ на ниво на држава, поголем успех како држава, така што уште од денеска треба да се почне да се инвестира за иднината. Така е. Стефан, ако ми дозволиш само да се надоврзам на кратка нова. Значи, инвестирањето во градинките не е само инвестиција во децата, таа инвестиција е и во економскиот раст на земјата. Значи, во моментот работодавачите кај нас се соочуваат со голем недостиг на работна сила. Анализите покажале дека меѓу најчестите причини зашто посебно жените не се активни на пазарот на труд е затоа што се грижат или за дете или за некое старо лице или изнемоштено лице во своето домаќинство. Ако го погледнете тој аспект, добар дел од тие 5000 деца имаат по двајца родители дома кои што не можат веројатно барем еден од нив да биде работно ангажиран доколку немаат кој да им го чува детето или детето не посетува градинка. Оттука ова е бизнес проблем и добар дел од фирмите ни пристапија на нас со барање, ајде да соработуваме за да го надминеме ваквиот проблем. Дури за оние лица кои што се родители кои што се вработени, често представува проблем доколку немаат посетување на градинка и работодавачите кажуваат дека тоа значи за нив и почести отсуства од работа и намалена продуктивност на таа работна сила. И тоа е токму на деловна причина поради која што работодавачите би се одлучиле да кофинансираат за да овозможат поголем пристап на децата до градинка. Да. И тоа е навистина еден голем предизвик кај родителите, особено кога станува збор за мали дечиња кои што секако главен приоритет на родителот е се разбира да му обезбеди на своето дете и ран детски развој, но и се разбира да има како да се помине денот, односно кога велиме некој мора да ги чува децата за да можеме да ги извршуваме работните врски. Но верувам дека со ова ќе се реши и она кое го имавме, сега не знам дали се уште го има во однос на плаќање партиципација поточно место во јавните градинки, а не одење на детето во градинка, практично држање на местата кои што можат да бидат употребени за деца кои редовно би оделе во градинка. Тоа е сериозен проблем, затоа што ги спречува децата кои што имаат потреба да пристапат до градинка тоа да го остварат таквото право. Министерството за социјална политика, демографија и млади во соработка со проектот за унапредување на социјалните услуги на Светската банка изработи еден предлог како тој проблем да се надмине и предлогот е значи доколку детето подолго време не ја посетува градинката, да не го плаќа само делот за партиципација, туку да го плаќа по известно време и вкупниот трошок, што значи тоа место во градинката, затоа што родителите плаќаат помалку од 20% од вкупниот трошок што државата фактички остаток го плаќа за посетувањето на јавните градинки. Тоа значи дека доколку родителот биде принуден на годишно ниво да плати околу 145.000 денари за место во градинка кој што не ја користи, веројатно добар дел од тие родители или би ги пуштеле децата да ја посетуваат градинката или би се откажале од тоа место, а би оставиле некој друг на кој што навистина тоа место му е потребно да ја оствари таа шанса.
Така е. Некако велиме секогаш е добро да се види некаков друг пример, нешто кое што го прават и земите надвор од нашите граници и кога тоа ќе се поклопи или сметаме дека е добро, може да се имплементира или да се спроведе кај нас. Колку често или колку и во овој случај е добро да се видат некои позитивни примери од регионот и пошироко? Кога ја правивме анализата, направивме исто така и компаративно истражување да видиме што другите земи нели во регионот, но и во Европа работа за да го зголемат опфатот на деца во предучилишно образование. Она што Але го кажа, ние имаме некаков таргет кој што ни е поставен, односно цел која што ни е поставена во стратегијата, тоа е 65, меѓутоа европската цел е 96% од децата на возраст од 3 до 5 години да бидат во предучилишно образование, што значи дека навистина е голема бројката на деца која што треба да биде опфатено. Како што кажа Алек, на пример, Франција беше еден пример каде што има оној ваучер систем кој што го спомена, особено се користи и тоа што овој ваучер систем е всушност работодавачите го даваат на своите вработени за да можат да ги вклучат децата во предучилишно образование. Понатаму, на пример, Белгија има еден пример кај што кофинансирањето е во зависност од трошоците, односно од платата која што имаат родителите, па врз основа на тоа се определува колкава партиципација родителот ќе има. Кога станува збор, на пример, за вклучување на децата роми, на децата со попреченост, во Унгарија, на пример, е задолжително од 3 годишна возраст децата да посетуваат градинка и на овие деца им се покриени трошоците и во однос на исхрана и во однос на патните трошоци. Понатаму во Србија исто така го имаме оној ваучер систем кој што постои, меѓутоа и имаат задолжителна година пред поаѓање во училиште да мора да посетуваат предучилишно образование. Значи постојат голем број на примери кои што ги има во анализата и сите заинтересирани ќе може да ги прочитаат и од сето тоа може доста да се научи и да се примени кај нас. Да, верувате дека ќе има промена кога и кај нас би се спровело да тоа биде задолжително? Кај нас е задолжително со почетокот на училиштето, нели, со образовниот процес, но предучилишната не е задолжителна. Ако се сеќавате кога се воведуваше нели 9 годишно образование, имавме онаа нулта година која што беше задолжителна. Да. И тогаш 100% од децата беа вклучени во предучилишно затоа што тоа беше услов за да можете потоа нели да се запишете во основно образование. И сега во стратегијата за основно образование има таква цел предучилишното, односно годината пред поаѓање да биде задолжителна. Така што ние сега ќе правиме исто така анализа за да видиме кои се инфраструктурните капацитети кои што ни се потребни, капацитети до аспект на кадарот кој што ни е потребен, за да видиме кога и како ќе можеме ова да го спроведеме во пракса. Да, затоа што некој смета дека не треба можеби детето да посетува градинка, односно да го добие тој предучилишен детски развој така таму нели во градинките, па веројатно е во насока на тоа што би можеле да препорачаме на родителите кои можеби сметаат дека децата не треба. Да, знаете како родителите често пати градинката да гледат како место за чување на децата. Градинката е многу повеќе од тоа. Градинката е место каде што практично децата навистина учат и создаваат можност за да имаат многу поуспешен почеток и понатаму и во образованието и во сите степени на развој, меѓутоа и понатаму во животот. Така што кога за таа рана стимулација секако дека е важно, родителот е важен. Тука се важни и тие родителски програми кои што постојат. Меѓутоа, многу е важно да има детето да работи со воспитувачи кои што можат навистина да креираат една хармонична средина, каде што детето ќе може да учи преку игра, каде што ќе може да ги развива своите социоемоционални вештини, јазични, математички, логички, да научи како да биде истрено, да знае како да решава конфликти. Значи сите овие работи се дел од програмата и верувам дека секој дете кога ќе биде вклучено во ваква една квалитетна програма ќе има навистина најдобар почеток во животот. Така е. Рековме подршката од приватниот сектор е доста важна. Дали ја имаме целосната поддршка? Дали и тоа е процес во однос на бројката на приватни градинки кои што постојат кај нас, па нели секој со оно кое што треба да се помине како разговор, па и потврден одговор. Веројатно, Стефан, имате информација дали сите приватни градинки се со позитивен став? Секако да, веќе е разговарано, значи ние сме како еден тип на заговарачи на оваа тема веќе подолг временски период. Имаме веќе предложено и неколку пати предлог проекти до Министерството за труд и социјална политика во тоа време како што беше името. Токму за субвенциониран престој на деца во градинка, така што да, сите
членки на асоциацијата се сложни дека ова е правиот пат и дека треба да се инвестира во повеќе капацитети за нови деца, но секако доколку имаме поддршка и од државата, односно доколку се обезбеди кофинансирање за дечињата, бидејќи приватните градинки треба да бидат одржливи затоа што се приватни компании. Мора да има економска логика дали новите капацитети би били исполнети од родители, односно деца, чии родители ќе бидат во можност да ја платат во целост сумата за престој на месечно ниво. Така што ние сме расположени посекако да бидеме партнер на целата приказна, да бидеме сојузник и да отвориме нови капацитети, со што би се направило поголем опфат на сите дечиња. Мислам дека ова е нешто што во скоро време ќе стане реалност. Значи, на конференцијата која што организиравме во четвртокот беше најавено од страна на министерот и од заменик министерот за социјална политика дека ќе поднесе предлог до владата за воведување на една година пилот програма со која што околу 2,6 милиони долари од проектот за унапредување на социјалните услуги, финансиран со кредит од Светската банка, ќе бидат наменети за токму ова за вклучување на деца во приватните градинки. Она што е битно е дека тоа не очекува да заврши само како пилот проект, како една адхок иницијатива, туку после оваа една година ќе се изработи евалуација врз основа на која што ќе се видат кои се резултатите од таквото вклучување и ќе се разработи начин како ваквиот механизам да се преточи во законско решение што ќе возможи редовно кофинансирање од страна на државата на посетувањето на децата во приватните градинки. Да, но и бројот на персонал кој што е потребен, веројатно предизвикот да се најде, па потоа да се обучи и сето тоа да се спроведе онака како што треба, да се надеваме дека тоа ќе биде со брз чекор или она посакувано темпо, се со цел да некако инвестираме во младите, во нашата иднина и она кое што е важно и потребно за ран детски развој. Па во контекст на ова и кон крајот на разговорот, верам може да завршиме со ако би требало да издвоиме една инвестиција во животот на еден човек или на едно дете, тогаш да дефинираме уште еднаш или да сублимираме зошто тоа е токму вложувањето во раното детско образование. Да, правени се анализи и јас би споменала анализата на Хекман, тој е Нобеловецот Хекман, кој што правил анализа да види кој степен од образованието е најисплатлив. И анализата покажала дека вложувањето во ранниот детски развој е всушност најисплатливата инвестиција затоа што за $1 вложување во ран детски развој имате поврат од $6 до $17. И сега тоа навистина кажува многу дека доколку вложиме во раниот детски развој, навистина можеме да очекуваме многу подобар и поголем економски развој на државата. Да, тоа кажува дека треба и повеќе да се едуцираме што тоа значи. Така е. Кога зборуваме за раното детско образование пред секако родители и зошто е важно да ги праќаме децата токму во една институција како што е градинката, која сите оние кои имаат дечиња во градинка знаат како тоа влијае на нивното психофизичко здравје, поточно на токму тој развој кој што е неопходен на самиот почеток од животот. Ви благодарам за вашето гостување. Јас верувам дека ние ќе имаме во иднина и информации за тоа како ќе тече се тоа во однос на проект. Ние имавме покана кон конкретно заменик министерот, но ќе го видиме, верувам, во некое наше следно издание, каде што и од тој аспект ќе можеме да добиеме соодветни одговори, се со цел да се исполни токму тоа, градинка за секој дете. Ви благодарам за вашето време. Благодариме. Благодарам.